8 октомври 2025 година. Македонската фудбалска репрезентација веќе летна и веројатно веќе е слетана во Гент на белгиско тло, каде што на 10 веќе во петок, тоа е за 2 дена од сега, ќе го одигра можеби најважниот дуел, најважниот надпревар од овие квалификации за светското првенство 2026 во Мексико, Америка и Канада. Ние како продукција Скок останавме овдека во Скопје, затоа можеби малку подоцна, зашто не сме на лице место, но тоа што сакаме вечерва денеска да го споделиме со вас е нашето чувство што го добивме во неколку од скопските кафулиња денеска, па да им представиме малку на луѓето какво е чувството 2 дена пред почеток на ваков важен надпревар во нашето Скопје. Само би те дополнил, Белгија, Македонија за мене е решавачки надпревар во рамките на квалификациите за пласма на светското фудбалско првенство. Ќе објасниме во детали зошто така мислам јас, зошто двајцата мислиме така и зошто така ја подготвивме емисијата. Еден историски надпревар, предрем историски од аспект дека тука е шансата, тука лежи зајако, тука лежи победата против Белгија, среде Гент и јуриш кон тоа челно место и пласма на Македонија. Мислиш среда Гент, не, среде Гент. Среде Гент. За жал, она што ти го потенцираше и вчера и денес, ајде да не прejudicirаме за утре, некако немаме чувство на загреаност, да кажам, на нацијата за овој настан. За еуфорија не станува ни збор. Па може би еуфорија и не треба. Тоа што нашите гледачи и оние што сакаат и следат фудбал и спорт, да речам и фудбал, ги гледам се прашуваат и ги загрижува е што ама буквално никој како да нема чувство за значењето на овој надпревар на македонската фудбалска репрезентација, за значењето на овие квалификации. Ние сме први во групата. За значењето на бодовите што можеме да ги освоиме во Гент. Ние сме први во група, бе, другото. Ние сме со извонреден резултат после 5 кола, први во групата. Веќе 3-4 кола сме први во групата и релевантно што Белгија има надпревар помалку. Гостуваме на Белгија на репрезентација каде што сме војувале пред 31 година. 94 година предводени од легендарниот Антон Дончевски со тој убав значаен гол на Зоран Бошковски Чоко. Изборивме 1:1 во една тогашна ситуација каде што јас бев жив сведок на тоа, присуствував на тој надпревар на стадион Ванден Шток кога го изборивме тоа реми во една атмосфера која ни оддалеку не наликува како сега. Сега сме стабилни, смирени, признаени, добро опремени, екипирани, меѓутоа недостасува тој сегмент да се подигне адреналинот деновите пред надпревар. Не сакаат. Очигледно е дека ниту селекторот Благоја Милевски, ниту тие околу него, односно над него, зборувам за челниците во федерацијата, не сакаат да ја подгреваат атмосферата, некако одат како на сигурно. Знаеш, добро, тоа е нивно. Не, знаеш како нашето е да кажеме дека не се согласуваме со тоа, па ние, дека е не само нашето, и луѓето што денеска ги сретавме на 3 различни локации во Скопје, во 3 убави кафулиња ресторани, сите се онака, сите раат некоја своја приказна, никој не зборува за на телевизија. Ево стелот ќе видиме, не верувам дека ќе победиме. Добри се белгијанците. Јас еве во моментов сега ти ја гледам маицава со адресов се извинувам од македонска репрезентација со спонзорот на градите и не е поентата во спонзорот ниту во дресот, поентата е во времето кога оваа маица, овој дрес бил во функција. Значи 20 на години и повеќе па кога играше Македонија 30, добро, и 20 нека се, и 30, кога Македонија играше, не зборувам за фудбал, зборувам општо репрезентација Македонија во било кој спорт, во тоа време и сега и како имаше голема разлика. Значи, и како имаше атмосфера, и како имаше... 13 октомври, денот кога ни доаѓа Казахстан после ова гостување во Белгија, 13 октомври тоа е понеделник, за не се ли 3-4 дена, македонската фудбалска репрезентација, македонската фудбалска федерација и сите ние со неа, посебно тие што сме биле сведоци на тој надпревар во Крајм на 13 октомври 1993 година, славиме 32 години. Значи, Мијалче Доргутов е 32 години со репрезентацијата. Наташа е малку помалку, ама има 25. Обајагички јас. Знаеш што сакам особено да потенцирам? Дека спомнав, еве, во воведот спомнав, ние останавме во Скопје,
Значи, ние се качивме во чартер летот на македонската фудбалска репрезентација по одлука на тие што одлучуваат, а одлучува, ако јас не се лажам, портпаролот на Федерацијата Лион одлучува кој ќе се качи од новинарите. Зборуваме за медиумите. Официјално таа политика ја креира портпаролот, ја одобрува, претпоставувам, председателот. Може би некој друг, и релевантно, 10 новинари одат, по мое лично убедување и наше лично убедување, требаше да има барем 15 новинари, 20. Не е добро, не е добро. Ти си се уште и многу така воздржан. Јас сакам и морам да го споделам ова чувство. Ма тоа не е заради нас, да се докаже само. Така да. Ние зборуваме за репрезентацијата. Јас не сакам да кажам нешто заради нас. Јас сакам да кажам, не мора спортски магазин скок дојде, ама спортско радио. Ама точно тоа сакав да го кажам. Значи, сите вие што одлучувате кој тоа треба да оди и да известува за македонската фудбалска репрезентација на овој така значаен надпревар, требаше малку повеќе да размислите, да ги тргнете малку, ако светите или не знам што, не може македонско спортско радио, кое што е 20 години во етерот, кое што е најприсутно од сите спортски медиуми, најприсутно на сите спортски настани, вклучувајќи и македонската фудбалска репрезентација, не може за македонско спортско радио 90,3. Дали го кажав, малку сум возбудена да не речем затоа што го зборувам, моја срамота да го зборувам, за спортското радио да нема место во авионот затоа што некој така мисли. Срам да ви е. Ќе зборуваме за тоа продолжение на емисијата. Одиме со шансите на Македонија, што значи реми повторно во Гент против Белгија, што значи евентуална победа, што значи дека веќе сме пласирани во тој толку очекуван, толку посакуван бараш надпревар. Ќе елаборираме кои репрезентации веќе го прескокнаа тоа, кои репрезентации се влезени во баражот и што евентуално би значила победата во Гент и победата против Казахстан за нашата македонска фудбалска репрезентација пред жребката на финалните групи, Final Draw, која е веќе закажано на 5 декември во Вашингтон. Македонија, македонската фудбалска репрезентација дефинитивно влегува во оваа жребка. Тоа е што треба да ни го дига адреналинот, да не прави еуфорични, да ни дава оптимизам, да навиваме, да не болат нозите, мускулите, грлата, да се радуваме и да очекуваме Македонија дека може да го направи овој исчекот. За жал, убаво велиш, нас не прави, нас лично и нашите пријатели ги прави еуфорични. Значи не е еуфорични негативно, еуфорични позитивно, но не е така и со широката македонска јавност. Во петок на 10 октомври во 20 часот и 45 минути ќе почне надпреварот Белгија против Македонија. Што значи овој надпревар вака на хартија за нас во однос на светското првенство, во однос на пласирањето во групата први, втори, во однос на тоа дали можеме да избегнеме да не играме бараж директно се пласираме или не чека тој, да речем 99% баражот доколку немаме поволен резултат. Токму од тој аспект цениме дека гостувањето на Белгија во Гент е многу значено, најзначено и најважен надпревар, иако одредени личности и официјални и неофицијални, па и навивачи, па и структури во ФФМ не се согласуваат и велат, вклучувајќи ги селекторот Милевски, дека сите надпревари се исто важни и значени. Не, надпреварот против Белгија е исклучително значен и важен заради следново. По 5 одиграни кола, каде што Македонија и Велс имаат одиграно по 5 надпревари, ние имаме бод повеќе од Велс, имаме 11 бодови, Велс има 10 бодови. Белгија има исто така 10 бодови со надпревар помалку од Македонија, кој ќе го одигра во продолжение на квалификациите и евентуално со победа над нас и со победа друга ќе избие прва на табелата. Обратно гледајќи сега, доколку нашата македонска фудбалска репрезентација има сили, има знаење, има умешност, па има и фудбалска страјка, спортска страјка, да стигнеме до тој нерешен исход, до тој нерешен резултат, како што одигравме 94-та во ноември пред 31 година скоро во Брисел, сега играме во Гент. Не гледам зошто не можеме тоа да го ствариме. Освен што исклучително многу ми смета ова, ајде да кажем и погрешна пиар стратегија за овој надпревар. Ете, нека биде моје гледање. Значи, не се само новинарите тука се рекламни спотови, тука се најави за гостувањето, тука не е битно дојдете купете билет против Казахстан.
Ќе го кажеме тоа во сабота во недела. Во петок играме против Белгија. Треба да се најави тоа, да се најават играчите. Гутов ќе ми забележат како што и ми забележуваат дека те прекинувам и се извинувам што те прекинувам. Но во последните 3 дена во нашите медиуми што третираат спорт имаше за се освен за надпреварот против Белгија. Така е. Имавме за и ние правевме емисија, значи за спорниот пенал, да не речам, Вардар со инцидентот во Струга. Сингелич. Инцидентот во Сингелич помеѓу Фортуна и помеѓу Маđари или кој беа? Пчиња. Еден куп сообщенија од судиската организација на официјалниот сајт на ФФ. Така, имаме спот за вози безбедно, прекрасен спот, но дали му е сега време? За тоа зборуваме, не е за спотот. Еве имаме, ми текнува денеска убава вест од Барди. Барди станал татко. Татко, да. Дека е честито... Спортско радио го објави ова на насловната страница на нивната веб страница. И го објави на целогласни радио Брновица. Ама Спортско радио не е само за Барди за оваа вест. За Спортско радио пука за сите вести Ајде во се државата. вратиме на резултатот од овој напад. Не, избегнуваш, ќе се вратиме на ова, избегнуваш да кажеш отворено дека не е добар овој чекор. Не е добар. Не е добар овој чекор. Ќе се вратиме на Дај Боже да излезе добро за фудбалската репрезентација. Чекорите направени во пресет на овој надпревар не се соодветни. Ајде, да кажеме може ли ова да измирува уште некоја минута, што сакаш да го споделиш околу пласманот на репрезентацијата? Нешто сега во моментот ми текнува. Ти беше портпарол на Фудбалска федерација на Македонија. Да. Како портпарол имаш ли организирано надпревари да се одат? Јас знам дека имаш. Да 10 на 15 како? На 10-15 надпревари имаш организирано новинари до. По колку новинари се патуваше тогаш? Тоа во кое време? Во времето на Ламбеар Нудов? Во времето кога председател беше Ламбеар Нудов, кога сегашниот председател Масаро Мерагик беше член на управен одбор, активен член. Колку новинари одеа на патување? Никогаш помалку од 20. 15 до 20. Сега одат 10, ти така ми пренесеме на 10. Јас таква информација добив од официјално лице од Фудбалската федерација од портпарол. Ја проверив со другите медиуми кои патуваат, кои не патуваат, ми го потврдија тоа. Ај сега да те прашам уште нешто. Од 10 колку што патуваат новинари, колку број еден чартер летот прилика вака горе-доле? 100 собира во чартерот? Па 110, 120. Собира. Помалку од 100 не. Еве 100 нека е. 100 луѓе има во чартерот. Еве нека е 100, нека е повеќе, ама нека е 100. Колку од прилика број репрезентацијата фудбалери, стручен штаб, мастери, терапевти, не знам, 22 фудбалери, стручен штаб, уште толку нека 30, економ, секретар. Уште толку нека се од 22, 44. Пример, 50 нека се. Еве 50, пола авион е за официјални лица фудбалери исклучно во авионот, така? Да. Другите 50%, односно 50 Добро, има сега официјални лица од управен одбор, председател. Еве и тие нека се 20 луѓе. Генералниот Еве 20 луѓе нека се тие, до 100 кони остануваат уште 30. 30 други кои се? Не знам. 10 се новинари. Еве 10 се новинари. Не, да не бидеме сурово критични. Има бидеме. пријатели на Фудбалска федерација, двајца, тројца кои А ние сме непријатели Спортско радио? не. Пошто викаш да има пријатели, ние не Ама сега се обидувам да објаснам кој. Ама не се обидуваш да објасниш, ми викаш има пријатели. Те молам, има пријатели Спортско радио не оди, продукција Скок не оди. И да ви кажам нешто. Значи не зборуваме да одиме да се шетаме дека многу ни се спие во хотел и дека ни се доручкува убав доручек. Имаме убав доручек и овдека. Па и убав ручек, па и убава вечера. Зборуваме да ни се овозможи, да ни се скратат трошоците на нас, еве на нас, продукција Скок, кои што од никого не сме финансирани, кои што никој не дава пари за да продуцираме, за да не знам се шетаме или за да не знам што правиме, можат да ги отворат вратите на авионот и може да влеземе на грбот на репрезентацијата, а да си платиме спиење, да си платиме престој. Тоа јас сум го правил кога сум бил портпарол, сум се избоксувал за тоа и сум организирал патување и во Швајцарија, во Цирих и во Лондон против Англија на легендарните 2:2 кога Шакири го даде голот од корнер, јас бев портпарол, значи имаше околу 20 новинари кои влегува во авионот и не можеше никој тоа да го спречи. Не можеше, такво беше мојот договор со председателот Ламбеар Нудов. Тие 20 луѓе влегуваат и слободните места после се пополнуваат со пријатели на ФФМ. И тогаш имало луѓе кои патувале како гости на ФФМ. Не е ништо ново. Абе сега нешто ми текна. Не е тоа Дали ништо ново. можеби ќе сгрешам.
Не беше Само председател да се Ламбер, докажа, во Швајцарија, бидејќи репрезентацијата одеше со директен лет, немаше Ламбер ли чартер лет. беше председател? Ламбер беше председател. Во разговор со Ламбер Нудов, ја избоксував 2 гранде комбиња од Електростопанство на Македонија, мислам дека ми ги дадоа, или од Нова Македонија, не се сеќам, 2 или 3. И со тие 2-3 комбиња отидоа 20 новинари во Швајцарија, јас лично го организирав тоа. И сместувањето го платија Фудбалскиот клуб Македонија од Локарно. Го плати сместувањето на новинарите. Не го плати Фудбалска федерација. Значи не И стану бензинот и така. трошокот го платија спонзорите Електростопанство на Македонија и Нова Македонија го плати. Сега се сеќавам. Сретен Стојановски И не па можеше. Другутов, И значи отидоа 20 новинари. немој да ми велиш дека сум многу остра, строга или не знам каква. Значи, ако некој се дава, известува, реално известува, Треба јавноста да сака биде да дел од гледа. експедицијата. Треба да биде неминовно. Не мора да ни плаќате ни хотели ни ништо. Треба да најдете место во авионот и баш ме интересира, еве сега можеби нема се сложи со мене и ќе ми речеш ај Наташа престани. На 11 октомври, кога ќе слета македонската репрезентација на аеродром, како се вика аеродромов наш Петровец стариот, Александров, како се вика? Добре. Значи ќе одам со камера да ги поздравам нашите фудбалери за добриот резултат, да ги пречекам за добриот резултат со Белгија што ќе го направиме, да бидам позитивна и да видам кој све ќе излезе од тој чартер. Затоа што за спортско радио 20 години е спортско радио, немало место објавено. Зошто за Игор Александрович, еден новинар кој Исто. работи во А, телевизија, добро. кој на времево се борел против поранешното уште. раководство на ФФМ со сите своји сили, настојувајќи да се сменат работите на Болора, нема место и за него. За Александар Табаковски, новинар со Нема место. негова веб страница. Зошто бе? Не знам, на тие Зошто? прашања јас немам одговор. Па сега еве ние да бидеме Нема малку одговор. поразлични од другите, можете да се мислите што сакате. Еве кажете ни зошто. Кажете ни зошто. Значи зошто од 100 и плюс не знам колку има место во авионот, нема место во чартерот. Чекам да те Потенцира. прашам, што губи Фудбалска федерација на Македонија ако во чартерот обезбеди 20 места за новинарите и им каже на сите да си плаќаат од таму натаму. Трансферот од аеродром и до аеродром, трансферот до хотел и до стадион е во организација на ФФМ. Тоа се оди Добро. по дефолт по Па иначе. што губи? Сето друго новинарите сами си плаќаат. Па сега кој го организира ова бе другото? Портпарлот или председателот на ФФМ или некој? Немам точно. Каде ја гледаш ти вината? Во кога ја гледаш вината? Реално? Јас ја гледам вината во тој прв што го прави список. Значи во портпарлот. Председателот најверојатно има превид, не можам да кажам дека има грешка и погрешна проценка на ситуацијата, па не дозволил да бидат повеќе места за новинарите. Можам така да го кажам. Не можам да го обвинам фронтално. Фронтално можам да го обвинам портпаролот кој го прави списокот. И е должен да посочи дека има огромен интерес, дека има притисок од новинарите, дека има желба и дека можеби на овој натпревар треба да се скрши тој глупав принцип на ротација и да влезат во авионот плюс 10 новинари. 10 новинари плюс 10 плюс Извинувам, 10. за да го направиш тоа треба малку да гледаш и преку дрвата. А се сеќаваш ли ти кога јас бев разрешен од полската позиција? Аме сака преска да те прашам за Хаджиристински кога беше председател. Значи, бев разрешен од полската позиција, председател дојде Харлампе Хаджиристински, кој беше член на управен одбор во времето на Ламбе. Мој извореден пријател. Да. Разрешен ради X причини затоа што застанав зад кандидатурата на Дарко Панчев. За Дарко Панчев застанав, Дарко не победи, ја Ти избрав. што си му непријател нели на Дарко Панчев. Тоа што мислат сите дека сум мој пријател. На манифестација на спортско радио, кога тебе те замолија да ја водиш, немаше кој, ти ја водеше манифестацијата, Да бе, да. без хонорар, без надо место, без пари, во интерес на Македонската фудбалска Така е бе. федерација. Доделувавме награди тука. Значи на федерацијата фудбалери. стоеше за тоа. Така е. Ние не побаравме ништо. Во непосреден разговор со Хари Хаджиристински, актуелен председател на ФФМ, го викам и пред 5, 6, 10 луѓе му викам, председателе, незгодно е, срамота е, не е пријатно на овој пријателски надпревар на Македонската фудбалска репрезентација да патуваат само 5 новинари. Ја бев шестиот како гост им ме покани. Ти одеше, не се буниш за себе, него одеш. Ја бев полетот као некоја заслуга што сум бил потпорал, ете да дојдам да присуствам. Хари ми го кажа тоа. Викам, не се работи за мене, се работи зошто нема новинари. Мијалчо ми одговори. Ти ја разбираш оваа работа, ја ти верувам. Предложи што да направим. Јас викам, нека направи генералниот секретар, тоаш немаше потпорал што беше назначен, список поголем, нека влезат уште плюс 10 новинари. Хари Хаджиристински ми вика, не така, вака ќе направим. Ти ќе го направи списокот на новинарите, а јас ќе му кажам на генералниот секретар Лазе Христински да го пушти.
Викам, како јас да го правам список? Чекај се. Лазе дојди ваму. Дојде генералниот секретар Лазе Ристевски и пред мене Лазе Митрски, Да, Лазе Митрски. И Хари пред мене му вика, Мијалче ќе ти даде список утре од 10 новинари. Викам, председателе, може ли 12 да бидат? Ја оставам резерва. Колку ќе го направиш да не се повеќе од 12, сите да бидат на список и во авионот да патуваат со репрезентацијата. Знаеш кој дојде тоаш новинар? Кој? Мене Младеновски, Бог да му душа прости. Киро Манев, Зоран Божиновски, Роберт Алексовски, Борче Лозановски, сега на памет ги знам. Добро, добро, не е важно значи, сега. 12 новинари влегла. Ама не, сега не е тоа поентата кој 12 влегле, денеска тие 12, некои се покојни, некои се живи здрави и се водат спорт, не водат спорт. Поентата е дека се отворило. Се отвори на местата. Да. Сега имаме, само што да те прашам, овој сегашниот портпарол PR, што супер така знае со ротации како функционира, и овој па председателот што остава се на него, пошто овој е многу способен, беше и у време на Хари, така? Ова е и у време на Метин. Па да. У времето на Метин беше портпарол, сега е у времето на Масро Марачко. Не знам дали има решение како портпарол, ама ја работеше таа работа. Па супер, значи дресови колку сакаш има. Ние и по еден имаме. Ја од ФФМ имам и ти. Ајде се вратиме на само уште ова сакам да го споделиме со јавноста, многу ми значи, извинете, немој да се лутите на овој дел од разговорот. На секогаш кога си имал моќ да ставаш во авионот луѓе и да одлучуваш во овие наназад 20-30 години, 30 години наназад. Кажи им на гледачите колку пати сум била јас во тој авион и каде мене си ме ставил, а си имам. Ниеднаш. Зошто? Ниеднаш. Затоа што овие луѓе кои известуваат, кои работат, кои пишуваат за репрезентацијата. За фудбал. Новинари, за фудбал. А јас водев раком. Ти водеше раком. Ти патуваше со коментарите на Значи светско првенство. никогаш не ме ставил на список на репрезентација ни во Англија, ни во не знам кај све не биле. Ни во Швајцарија, ни во Турција, никаде. Затоа малце со ум, кога треба да правите нешто, ние нема да престанеме да си ја сакаме репрезентацијата, да навиваме за нејзе. Нити пат сме против портпаролот и не дај Боже председателот на ФФМ. Скренуваме внимание дека не е добро, а вие размислите дали се зборувај си за себе кога е портпаролот во прашање, затоа што од овој момент на невикањето на спортско радио, остајте го Дургутов. Јас се лутам повеќе за тоа. На невикањето на спортско радио на овој настан и на невикањето на овој овдека господин кој што пред 32 години известувал во Белгија, во Брисел, за истата македонска репрезентација. Значи пред 32 години известувал таму и е единствен, активен што пишува и води фудбал спорт од сите што биле тогаш новинари. Немате место авионот, абе ајде, дај джингл. Во ова што го видовте и во табелата, која претходно ви ја елаборирав и каде што Македонија е на наша голема радост прва во групата со 11 бодови пред Белгија и Велс кои имаат по bod помалку со надпревар помалку на Белгија, лежи целата приказна околу овие исклучително реални и објективни шанси на македонската фудбалска репрезентација за можеби директен пласман на мундијалот, а не за борба за тоа второ место кое исто така води во бараш надпревар за пласман или евентуално како трето пласирани преку Лигата на нациите да стигнеме до тој бараш. Затоа велам дека гостувањето во Гент е многу важно, дека Македонија мора да собере таа дрскост, мора да собере таа храброст и мора еднаш за секогаш да сватиме дека треба да излеземе и да кажеме Белгија е подобра од нас, но одиме да победиме во Белгија. А ако изгубиме, не е крај на светот, уште помалку шансите ни пропаѓаат. Ние повторно стануваме. Меѓутоа, апсолутно не е исто, зборувајќи за овој претходни дел, кога зборуваме за таа PR стратегија, за таа соработка со медиумите, со јавноста, за одбирање на тајмингот за одредени активности на федерацијата поврзани со репрезентацијата. Сето тоа треба подобро да се искомпонира пред тој бараш и во наредниот циклус, за да имаме малку поголема живост, за да имаме будење и на поголема свест дека Македонија е пред светското првенство. Готов бе, не ли виде во некоја прилика, не можам да бидам сигурна дали Омерагич истото го кажа, не сум сигурна, но за селекторот знам сигурно. Значи, они самите потенцираат дека почувствувале дека на оваа репрезентација не и треба еуфорија, дека поубаво е без еуфорија. Ние не зборуваме за еуфорија, не знам што да правиме. Ние зборуваме за реални шанси. Ние зборуваме за факт дека на 5 декември Македонија со загради, со коси линии ќе биде ставена како МКД знакот во жрепката за светско правенство.
доколку се пласираме во баражот, ние ќе знаеме на 5 декември каде ќе играме. Дали ќе играме во Бостон, во Сан Франциско, во Лос Анџелос, во не знам каде, во Мексико Сити или во Торонто горе. Или во Монтереј во Мексико. Значи ќе знаеме доколку го поминеме баражот, викаш доколку се пласираме во баражот. Доколку го доколку поминеме го поминеме баражот. или Така е, доколку право. директно Доколку директно отидеме се пласираме. Ајде да разговараме по кои Види, јас знаеш параметри што сакам. Македонија нема никакви шанси да јас победи сакам во само- петок вечер јас во сам- Гент. Јас По само кои ова сакам. параметри? Не, јас само ова сакам да ти го кажам. Ова го зборев со некои од новинарите што водат фудбал. Кога ја пречекавме Белгија на градски и кога го пречекавме Велс на градски. Нели на пресконференциите што беа на удружењето претходно во Лихтенштейн. Не слушнав ниту еден од новинарите кои што водат и разбираат далеку повеќе од мене фудбал, од тебе не, но далеку повеќе од мене. Ниту еден не слушнав да рече, имаме шанси со овие Велс, имаме шанси со оваа Белгија. Единствено ти, а покрај тебе и јас, пошто успеваш да ме разубедиш некако, верувавме дека на градски може да паднат и Белгија и Велс. Јас го кажав тоа. За паѓањето на Велс веќе беа паднати. Примивме гол каков што го примивме. Белгија извадивме 1-1. Јас ти тврдам на некој да му речеше ти претходно да се кладиме, како иде тоа, однапред да се договориме 1-1 дека ќе биде пружи рака, ќе пружи рака. И излегува нерешено. Сега аналогно на ова што ти се прашуваш. Пази, реални да бидеме на квалитетот на Белгија, со сите овие идат во најсилен состав. Значи и на голот се враќа Куртоа и Де Бруйне и не знам кој све во составот. Како ќе го нема сам? Официјално е дека нема да го има. Повреден е. Значи Тилеманс мислам од Англија што игра. Добро, поентата ми е, значи Белгија сака да оди да игра на светско првенство. Значи Белгија ќе се обиде да не гази, да не нагази, да ни даде не еден гол, 2 гола во првите 15 минути. Тоа треба да ни е нас јасно. Тоа не, не можам да бидам поголем стручњак и тренер од сите кои се во ФОФМ и во тој стручен штаб. Тоа се луѓе кои разбираат што не чека таму. Ја не знам дали разбираат дека може 5 удари, 4 да завршат, 3 во дирекот, 1 во пречката, 2 по гол. Сакаш да кажеш дека може Италија да се повтори 100 напади. Не Италија да се повтори, меѓутоа ние треба да играме. Ние треба да играме, не да се браниме. Да играме. Значи да играме и можеме на Белгија да ја дадеме гол во Гент. Сигурен сум дека можеме да ја дадеме гол. Имаме такви проигрувања. Ако ние почнеме да играме нешто слично како на некои други надпревари кога ја скокаме средината, кога немаме 5-6 пасови да стигнеме некаде на противничката половина. Ние не можеме да играме. Ние притисокот ако се браниме не можеме да го издржаме. Меѓутоа мислам дека можеме да играме. Пред се па први сме на табелата. Ние не сме последни на табелата. Белгија не дојде во Скопје да не растори 3-0 и извлече 1-1. Со оној извореден гол на Алиовски. Да. Играме. Се може да биде. Дај Боже, Господе, да им се посреќи, да им се отврзат 3 пати, ќе се продукција Скок, Спортско радио, сите новинари, верувам кои се во Македонија, а и тие кои се тамо секако, не се сомневам од тамошните новинари дека ќе даваат поддршка колку што можат. Ние стоиме за македонската репрезентација. Како не стоиме, што зборуваш? Значи Македонија има неверојатни, многу сме блиску, толку сме многу блиску, фали малку среќа, фали малку умешност, фали малку атмосфера, не велам во репрезентацијата, околу па македонскиот народ. Зашто се лутам бе другото? Па македонскиот народ покажал 30 години наназад, кога станува збор за спортска екипа, се фудбалска, ракометна, кошаркарска, не знам каква, дека диши со нив. Ама тој што играл спорт, тој што играл спорт, уште оваа реченица да завршам, кога гледаш дека тие од околу што не ги познаваш, дишат со тебе, доаѓа адреналинот, а сега е вака, ништо нема. Затоа се реагирам. Значи, еве, јавно прашуваме јавноста и тебе и сите оние кои сакаат македонската репрезентација и фудбал. Дали нас ни треба пиар да продаваме карти против Казахстан, да најавуваме која е цената, да најавуваме што ќе се случува ако ја победиме Белгија во Гент? Па ќе дојдат 20.000 со Казахстан сами. Па така е. Па ќе до 30.000. Така.
Затоа што таму сме веќе со една нога сме први на табелата. И сега ние да размислуваме како да ја победиме Белгија, па да излезе Горан Пандев да излезе, не го прозивам, го почитувам, не го се сетив како икона, како авторитет, да излезе и да каже, ние мислам дека можеме да победиме. Мислам. Зошто мислам? Затоа, заради тоа и тоа. Па како кажа Елмас на пријателската утакмица, Бардин ли беше Елмас ли беше? Елмас. На пријателската утакмица со Саудиска Арабија во Прага. Да. Што века се гледаме на светско па да се видиме. Па да се Не видиме. сакаат децата, што децата не сакаат ли? Ти ќе направат се за да остварат. Треба да ги Значи ние ќе го сонуваме мондијалскиот сон до март до година. Јавноста наша треба да го знае тоа. Проблемот е, условно кажано проблемот е, што не веруваме дека можеме да победиме Белгија и Казахстан и да бидеме први во групата, да се пласираме директно, да не чекаме до март, да се пласираме до 5 декември. На 18 ноември си иде последното како коло. да се плашат да изустат. Тоа е како јас студирав 2 факултети на УКИМ и кога ќе се вратев дома после испит, ќе ме прашаа што направи на испит, за вториот факултет ти ќе ме прашаше, што направи на испит, и јас ти викам, не знам, ќе видам, може ќе паднам, не знам, пишував, ќе видам, како да ми е страв да и после тоа данга 10-ка, како да ми е страв да речам напишав све, ќе победам, ќе положам. Како да им е страв, како да се плашат, треба да се трнат тие струполи. Што ќе се случи ако кажат одиме да победиме, Белгија, не можеме. Белгија јака силна. Живи и здрави, нема никој да ве што сега? критикува. Ќе ги стреламе ли? Да. Или ќе одиме, па нека речат одиме да изгубиме. Ајде во тој контекст само информацијата дека на 13 октомври, понеделник, Белгија гостува на Велс. Че Велс ова коло е слободен. Велс ќе игра пријателски натпревар со Англија на 10 октомври. На 13 октомври Велс ја пречекува Белгија. Сега, хипотетички, ние да ја победиме Белгија. Знаете ли што ќе се случи Велс-Белгија? Белгија ќе го победи Велс. Да. Белгија ќе го победи Велс, за да остане во чекор. Да. А ние ќе ќареме со 3 бода од Казахстан и последното коло во Кардиф, таму не Кардиф, кај се игра у Велс. Кардиф? У Кардиф, пардон. Малку емоциите ме ловат 18 ноември. Тогаш треба да додат 25 новинари да го прослават пласманот на Македонија директно на Мондијал. Во Кардиф да го прослават. Не може ротација ќе има, тогаш тие што биле нема додат, тие што не биле ќе да ќути, може ќе ни викна додиме, ајде. Не ќам, фала. Значи ние бевме сами на Европското првенство во Букурешт во Романија. Па само таму да било. Продукција скок на 20-25 новинари на кои Фудбалската федерација им плати комплетен престој, престој, храна, не знам што, трансфери за во Букурешт. Ние, спортски магазин Скок, отиде сам во Букурешт, известуваше за македонската фудбалска репрезентација и седеше таму 15 дена. Значи сами. И не, знаете што има? Уште нешто има интересно. Не треба да ни плаќа фудбалската федерација. Тоа што го видовте или ќе го видите како видео знамето со подписите од фудбалерите од тоа европско првенство и голема почит кон Скок искажа и шалот со датум 13 јуни кога го игравме првиот официјален натпревар на европско првенство, нели, против Австрија. За нас многу значаен фамилиарен датум 13 јуни, и исто како што е многу значаен и 10 октомври. Не е ни важно сега зошто. Значи тоа што сакам да ви го кажам е на надпревар, на тренингот. Сега ме подсети. На тренингот на македонската репрезентација во Букурешт, тренингот пред историскиот надпревар. Со Австрија. Единствени новинари на тренингот на Македонија бевме ние двајца. Знаете зошто? Да ви кажам зошто, Затоа што се поплави ние дојдовме сами во приватна режија. 2 дена предходно си ги подигнавме уредно акредитациите и на надпреварот на тренингот можевме да влеземе. Нашите колеги новинари 20, кој знае колку беа, 30, кој знае колку новинари имаше, многу новинари. И тоа беше добро, тоа е добро. Апсолутно добро, како не јас не зборувам лошо. Не ги напаѓаме што како не ги напаѓаме, само ги поддржуваме да се тоа отвори стане. Имаше од регионални медиуми од на нив интересно е. Имаше ненормални врнежи во Букурешт и се потопи прес-центарот. Таму каде што треба да ви ги дадат акредитациите беше потопен, 2 метри под вода беше, така беше како на некој сутерен нешто. Не можеа да им ги изготват акредитациите, а без акредитација не влегуваш ниту на тренинг, не па на надпревар. И ние бевме двајцата единствени
Единствени што бевме таму, не без да не носи ФФМ, во собствена режија, а бевме на тренингот Со приватен джип влеговме на самиот стадион покрај сите контроли. Има видео. Имавме пропусница за колата. И не е трагедија, ќе одиме пак. Еве и сега требаше приватно да одиме. Да ви кажав дека овој луд, дека зема влези и резервираше авионски карти. И дека и сместување обезбедивме. Јас да го довршам мавето, отпадна целата идеја да одиме сами во собствена режија во Гент, бидејќи филингот не е тој кога си покрај фудбалерите, покрај капитенот, покрај нашите лавови, покрај нашето и раководство, да кажам, и покрај тие кои се таму во таа експедиција, и кога го мирисаш тоа, кога го доживуваш и кога го известуваш за тоа. Не е исто да одиш и да го гледаш на превор. Мислам, тоа имам 35 години искуство и сум поминал и 10-15 селектори, и 5-6 председатели, и не знам колку подпороли на ФФМ, и одговорно тврдам дека мора да има известна корекција во таа насока за доброто на сите нас. Не е ова критички тон, нити солење памет, уште помалку нешто да попуваме или ние да се правиме памет. Ние зборуваме за известни корекции во интерес на репрезентацијата, на филингот, на чувството, на поддршката и на тоа заедништво кога е во прашање националниот фудбалски тим. За ништо друго не зборувам. Се сложувам, повеќе немаш да зборуваш на оваа тема околу пласманот, тука завршуваш. Имам уште 3 реченици, ако може после джинглот. После джинглот. После джинглот. Другото бараше джингл уште 2-3 реченици и па повели. Да завршиме и финишираме со она што веќе е известно и се знае кога се во прашање квалификациите за пласман на светското првенство, односно нивниот финиш. Значи Шпанија, Португалија, Франција, Англија, Норвешка и Чешка со, да речем, повеќе од 70-80% веќе се пласирани на првото или на второто позиција во своите квалификациони групи, а токму овие 6 репрезентации се пред нас на таа официјална табела од прво пласираните репрезентации во последниот циклус на Лигата на нациите. Македонија е ова што го видовте на 11-та позиција, а како што стоат нештата, како што се одвиваат работите, многу лесно може да се случи во купот на овие големите да се најде и Велс како второ пласирана или не знам трето пласирана репрезентација низ баражот, да се најде и Шведска и Романија, така велат моменталните позиции во нивните групи во овие квалификации, тогаш верували или не хипотетички со 50% шанси, постои можност во баражот за пласман на светското фудбалско првенство 2026 година покрај репрезентацијата на Македонија да игра Северна Ирска, Молдавија и Сан Марино. Ова се последните 4 репрезентации. За жал ние не можеме со овие да се паднеме. Со овие не можеме да играме во баражот, играме со некои од поголемите. Ете тоа сакав да го кажам, да доловам и да завршам 5 декември Вашингтон ДС, Соединетите Американски држави, македонската фудбалска репрезентација влегува во барабанот на жрепката како репрезентација која ќе игра барашнат превери и чии исходи ќе се чекаат во март, за да се види дали ќе играме во тие градови каде што ќе биде одредено согласно оваа жрепка која ќе се изврши, реков, на 5 декември во Вашингтон ДС. Тоа е за 5 декември, а 10 октомври, тоа е за 2 дена, во петок. Убав ден и среќен ден за мене, мојот роден ден. Па еве, јавно посакувам, дај Македонија, дигнете се сите, ајде момци македонци, направете добар резултат со Белгија, па да ми бидеете мене така убаво како подарок за мојот роден ден. Да победиме и да бидеме први во групата. Се гледаме. До скоро.